Се е тама. И тестото, и пржењето, и се. Одлично. Вчера беше постасано. Што? Тестото. Ќе му покажам јас утре. Што е? Што ти пречи пак сега? Ништо. Најдов нешто. Влакно? Ти кажав уште пред 1 мај да се подстрижеш. Не е влакно. Копче е. Еве види. Па да, копче. Од твоите ракавици. Не од моите ракавици, туку од твоето цедило. Од твоите ракавици. Од твоето цедило, мимозо. Копчињата од моите ракавици нема толкави дупчиња. И ова нема големо дупче. Види како ќе смине тенко. Додека се обидуваш да ти кажам еден виц. Маш и жена си биле на пазар, купувале петел. Сите петли се продавале по една цена, само еден петел бил поскап од другите. Мажот и жената ја прашале селанката. Знам. Зошто ти е поскап овој петел? Селанката рекла, да ви кажам право, зашто се качува повеќе пати. А жената му рекла на мажот? Гледаш? А мажот ја прашал селанката, на една или на повеќе кокошки се качува повеќе пати? Па да простите, на повеќе кокошки. Рекла селанката. Тогаш мажот и рекол на жената. Гледаш? Гледаш? Гледаш дека не свирна? Па не свирнав, не свири, Толку те бива. Ни во едно копче не можеш да свирнеш. Ова копче како воопшто да нема дупче. Види. Што ќе гледам? Од твоите ракавици е. Од твоето цедило, мимозо. Од твоите ракавици или од моето цедило дупче секако има. А ти, момчула мој, не свирна ни тенко ни дебело. Да ти изнесам на пазар, николку за еден петел не ќе земам. Тоа да простиш, нема да го дозволам. Да се споредува работен човек со пересто животно. Тоа е никако. Апсолутно никако. Едното си е социологија, а другото зоологија. И тука нема мешање. Па не споредувам јас туку пазарот. Неговото величество пазарот. Со нокато динар чука по стоката како потиква, дотиква и му ја одмерува цената. Апсолутен слухист. Со маникиран нокот. Со маникиран без друго. Како инаку се еднакво ќе му чука. Од агрикултура до култура, од зоологија до идеологија. Морам еднаш да поедам на пазар да го видам тоа негово величество со маникирани ногти. Да. Можеш и тука да го видиш. Дирни во месечната сметка. Да. 13.000, 31.000, 16.000, 36.000, 19.091.000, салдот 99.333 динари. Што е ова? Мимозо? Ова е речи целата моја месечна заработувачка, а денес е 8. Се цирка. А како цирка? Децидно, 99.333 динари стари. Мислев цирка твојата плата. А црниот фонд? Го забораваш црниот фонд? Ма како црн фонд? Црн фонд имаш ти, а не јас. Господи, што стори реформата? Црни фондове да има не оној што стопанисува, туку оној што дистрибуира. Уште колку има до први? Уште 3 недели без неделите, момчула лаперда. Во неделите ќе одиме на ручек кај твоите. А шницлам, а скара, а коковче, а ширден, а јавни, а палачинки? Па тие работи не ги дава Господ, момчула лаперда. Туку пазарот, неговото величество пазарот. О, неговото величество пазарот. Јавни стани пазарот и само около пазарот. Редни стани пазарот, само около пазарот. Што петел ќе тој пазарот? Јавни стани пазарот, редни стани пазарот. Тоа не е пазар, туку фазар. Да си маш, момчула лаперда, ти не ќе дрпаш колчишта околу тие 3 недели со или без неделите, туку... Туку што? Што уште туку? Туку ќе створиш пари и за машина за прање. Од кога изборуваме таа машина? Машина за прање? Да. Сега уште и машина за прање. Мимозо те па и мајкоска ти мајката ќе ми ја распачеш. Малко што треба уште 3 недели да истераме со остатокот од платата, уште ми пееш за таа машина за прање. Од кога сме зборувале за таа машина за прање? Па не зборувам, јас само велам да си маш. Да си маш на место, да си маш за напазар, ти ќе створиш.
Да сум маш на место, да сум маш за напазар, Маш како петелот наш, ако сакаш да знаеш. Ако баш сакаш да знаеш, и не сум таков маш. Апсолутно не. Јас не сум зоологија, јас сум социологија и идеологија, ако тераме до крај. И секое сопоставување на работниот човек со пенести животи, отварам со индигнација, така да знаеш. Јас живеем во општество, а не на пазар. Тогаш ќе дочекам да видам како во стомакот ти проникнува слама. Па веќе ми проникнува, право да ти кажам, да.
Никола Николовски. Стрико Коле. Кај набасав први на него? Врсник на веков. Платата помала и од годините. Кутиро Стрико Коле. Голаб Сотировски.
181.000. Види го ти колаба, докаде долетал. Пампа на конференции, пампа на конференции и си го дуе ковертот. Много е, брате. За кого е? Много е. Доставам се 170.000. Силјан Атанасовски, Силјан Штркот, 2 жени, 4 деца, салдо 163.000. Па да видиш, не е ни многу. Спрема трошоците, мислам, не спрема работата. Овие 3.000 ќе да му се фасла. Никифор Аврамовски, 186.000. Па, што ти значат курсиви, семинари, семестри. Мајчин форе, види го ти него, тивка вода, брег рони. Ништо не работи, ама учи си го оформува човекот образованието. Веќе 20 години си го оформува. Не мрда од синдикатот и си се оформува. Како бина е станат. Скуси го, момчила, за 16 сома. Малку линија да држи нашата фора-форе. Никифор Аврамовски од Никифорово, Намфи Абдула. Кој ќе е па таа? Намфи Абдула. 53.000 Намфи Абдула. Бати среќата, бати. Таман човек ќе се приготви за задоволство, а то, па тој е зека чистачката, се некој син во војска, се некој марш во бегство, за жалење кутрата. Како да иземеш кога изел Господ? Треба да ја придадеш ако имаш срце, но кој да има денес срце? Дури в месарница ниска му е цената, изедначена, орамниловка, сите внатрешни работи под една цена. И срце и црева. Срце на жар, тврдо како дина. Кутра зеко, немам срце, ни да ти одземам, ни да ти придадам. Толку ми срцето. Павле Тумбеков. Авторитет, стамен човек, предвоена генерација, со оглед на, врз основа на, земајки предвид фактот, прибидејки точката, став тој од позитивниот пропис, следствено 3 години и 5 месеци, 217.000, тој жена и син студент уште пред земјотресот, да ни куче ни маче. А јако добар човек. Малко нањто, ама добар човек. Достај ме по 7.000 динari на глава. Да.
Има како што ти ни пати. Да ти покажа дека не чиниш повеќе од мене, иако покрети ги токме за повисиот од коната. Камо да видиме што вели техника во 400.000 рамо и 4.000 нови динари. Да, токмо. Ни динар повеќе, ако си маж, човек од збор, ни динар повеќе. Ако си маж за пазар, маж за приказ, ни динар повеќе. Па вистина, би можело уште овде онде да се направи уште по некоја корекција, а и заслужува да се направи, да, но принципите си принципи. Принципијалност, помчула лаперда, само принципијалност. Пайрон, го затвораме дуќанот. Така изгледе дека државата, односно заедницата, печатува исти пари како и јас момчула лаперда. Стико Коле, а? Да не те разбудиш, а? Токму сега свршив со работата. Еден многу деликатен проблем. А, како? Деликатен. Деликатен, Стрико Коле. Де како деликвенци, ли како ликвидација, како катастар, тен како тендер интенденција, да? Јасно? Ќе пиеме кафе? Ајде, стави го джезвенциво. Веднаш доаѓам. Додека ме мислиш надвор, јас сум напред. Да. Момчула, лаперда. Само една мана имаш. Кај да си, како дома си. Ти велам,
Кито сладка, кито мори. Ај, јас како во народните песни. Ти велам, соседке Кито, оној мој момчуло во последно време некако чуден. Мори како чуден, златен. Само да го видиш, просто како да се подмане. Ти признам, почнувам да станувам и љубоморна. Бога ли? Фатил некоја друга? Мислам да не се сомневаш дека фатил. Знаеш како оди тоа? Те прековремени работите, службени патувања, ночни дежурства. И туку одеднаш од сето тоа гледаш некој женски копан. Но не е твој. Боже, чувај. И немој да мислиш дека кобам. Ама јасно зафатените мажи ни ве. Колку тие што се зафатени, толку работите да ни цутат. Досега ќе испопаѓат, но ни рибни од мисовини. Ама не, момчула не е така. Рака ставам, на скара дека не. И јас. Не. И не само рака, не. Момчула не е тако, си го знам јас, него си го знам секоја ноќ. Како ти велам, си го знам јас него. Си го знам како джеба под пенјуарот и што има и каде е дупна. Ма што зборуваш, соседски мимозите пе мајка? За соседот момчула лака. Кој дупнато тамо, дотраеност, соседски Кито, дотне ги признава дотраените работи. Ама, ти се крпиме, нешто јас, нешто тој, многу ми е добро. Ма не можам да се пожелам, Кито, сладка Кито, мори, ајде, јас такво народите песни. Ама навистина многу ми е добро. Златен, момчула лапата, навистина е мимозата па и мајковска, маш наочи. Маш за приказ, маш за таза, така да кажам. И понекогаш, кога си му љубоморна, Бога ми и имаш дошли. Ова се да си го вела. И не остави други многу да се загледуваат во него. Знаеш како е, денес сите крадат. И се што се краде. Че се изборени јас, прегнете и Ма ти крада, Кито, не. Ма не те прашам јас за момчула. Ти го знам јас него и не сум љубоморна, не. Погрешно си ме разбрала, да не сакам да кажам дека е добар, сладок, златен. Знаеш што ми направи некој? Само да ти кажам. Еде? Ајде да го Кито, сладка си мимозата и мајковска, морам да си признам кога веќе настојуваш дека сужденот е многу чуден. Бога ми чуден. Поправо чудно богат. Ево, Богат. Ајде, зборувај, Кито, од кога не сум слушнала возбудливи работи? некој маш. Не маш за приказ, не маш за показ, ама машите. Некој орел, некој сениште, некој башлан, некој... Не знам, во таков случај ти стои напад. Ма не момчу. Ама не можеш да го отрекнеш. Да не имаш нешто на душата, соседски не можете. Боже, пази, Кито, ми во помислата. Како ти можела само и да помислиш? Што знаеш, душа е шатка. Главата ја држи високо, ама задникот ти се влече по земја да прости. Да простам, ама да има зошто. Ајде, зборува, што гледаш друго? Еде тоа, некој стрш, некој бршлен, некој сениште, некој мажиште, ама не е страшно. Не е страшно. Ќе го префрлиш преку глава, ќе го фрлиш преку рамо како наметка или како некоја настинка. Толку? Толку. За едно кафе, толку. Зар малку ти наприкаш? Штета, а јас толку многу сакам возбудливи работи. Па ти веќе почнам да раскажуваш за една, ама јас те прекинав со кафе. Да, мојот момчула. Толку многу се променил, што просто не можам да го препознам. Добар, златен, фин. Комај старе, комај убаве. Знаеш што ми направи некни? Ха. Сега ми ја свака, си ги чистам ногтите. Знаеш какви? Чистење, Само миење, чистење. перење. И одеднаш...
мојот момчува такво нешто ми направи. Па не ми е Златен. Златен сигурно сваќа човекот што е стандард. Знае да држи чекор со него. Некако оној мој, од стандард само стан. А од стан ни буква повеќе. Јас мојот момчува си го обработувам, не оставам да закржлаве, да се конзервира. Си го обработувам, Бога ми, во сите ставови. И насон, и настол, и нанога. Зашто мажите ти се како живинчиња. Спијат и кога се наноси во живот, секогаш треба да им повторуваш. Машина, машина, машина. И така одеднаш гледаш ти донел шина. Па колку што сече умот и би ја донел, да ни се модернизира железницата, па да ја најде во отпад. Само не знам, што ќе му е шина, освен да се ниша. Бога ми мимозот те, па и мајковска убавост ти правиш. Имаш маш за приказ. Жена на тебе треба да се угледа. Што магија му правиш, леба ти. А насон му шефот иш науче. Насон науче, машина. Машина, машина. Бога ми мимозот ти мајката си плакала. Момчула ти рака наскарал Златен позлатен. Па да видиш што е син. Не ме остава ни да се допрам до машината. Не, вели, ти само гледај си ги ноктите. Сам ја вклучува машината, сам ги пере лиштата, сам ги спружува да се сушат. Јас само ги редам зиклени во плакарите. Се разбира како ти ги испеглаш. Откако од циганката ќе ги испегла. Бога ми, ели сега е машината. Штом ќе дојде од работа, право само. Што има душа денес за перење уште од вратата? Не ми е Златен. Момчува! 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 Што е, злато моје, душо моја? Переш ли, Злато? Перам. Од злато јаболко. Пери, Злато моја. Седи, јаболко моје. Црвливо. Малолетничка деликвенција, стара тема. Позајмување на автомобили, појава и третман, ни за глава, ни за опаш. Убиство во суд, примитивизам, неликвидноста во стопанството. Нова песна на позната мелодија. Ништо. Епа соседке ми моза веќе треба да си ува. Утре пак ти дојдам на край. Дојди, соседке си. Да не почнам пак како по песна. Ако да се Кито, ome Кито, си отиде соседката Кита. Си отиде. И време беше. Што ќе прави кутрата? Од кога е тука? Од пладневниот вестник на радиото. Нема со кога збор да размени. Да. И што ти вели соседката Кита? Па вели, како тебе маш ме сретнала и вели ако се мажи уште еднаш, ако има таа среќа, демек ќе бара само како тебе. Маш за приказ, маш за напад. Добра соседка. Браво, Кито, жена со вкус. Добра си е кутрата. Зошто кутрата? Добра си е, Кита. Имаш и што да пофатиш. Па има, Бога ми. Епа тоа зошто викаш кутрата? Добра си е, Кита. Па не Кита. Кита си е добра, туку мажот ти. На мажот ти се жали. Вели, од стандард признавал само стан, ни буква повеќе. Глупак. Момчула Лаперда, стани. Момчула Лаперда, син на Аврам Лаперда и Дремуша Марсолкова, стар 45 години или 4,5 децении, од кои 25 години или 2,5 децении во ослободена татковина. Оженет
за мимозата Пајмајковска, домаќинка и пол, со стан на улица 242, број 8, до молитвениот дом, службеник, виш писар во тукашниот општински суд и досега неосудуван. Седи. Му давам збор на другарот Форе, односно Никифор Аврамовски, председател на синдикалната подружница. Другар председателе, поведете. Пред да се задржам конкретно на случајот, другари, сакам од името на сите нас да ја изразам својата длабока огорченост и индигнација што еден наш член скршнал од патот, од правилниот пат и се огрешил од нормите на колективот. Јас не знам, другари, како да го наречам сево ова, освен како враќање назад, враќање во наџивеаната општествена формација, враќање во неразвиениот капитализам. И не може човек при сево ова да не се подсети не толку за обвинување, колку за објаснување на градското, поправо малоградското потекло на нашиот бивш колега Момчула Лаперда, потекло кое иако потиснувано 2,5 децени, како што рече другарот Павле Тумбеков, еве, денес си ги покажа своите смијски нос. Толку, другар Форе? За сега си го задржувам правото. Јасно се разбира. Му давам збор на другарот Голаб Сотировски. Имаш збор, Голабе. Јас би сакал да се надоврзам на другарот Никифор Аврамовски. Се согласувам со она што го рече другарот Форе. И сакам уште да кажам дека поради вакви, како Момчула Лаперда, кој за мене не е повеќе никаков другар, дека токму поради вакви ние не можеме да постигнеме поголема продуктивност, пропулзивност и ликвидност во нашата работа. Јас не би сакал да зборувам за колегата Момчу Лаперда, кој е за мене бивш наш колега, зашто не сакам да се посомнева во мојата објективност. Но сакам само да се надоврзам на другарот Форе, односно на другарот Никифор Аврамовски. Готов? Надоврзан, Голабе? Јас се надевам дека се надоврзам на другарот Форе, другарот Тумбеков. Добро, другар Голабе. Му давам збор на другарот Доне Пројковски. Ќе сакаш ли ти, Доне, така малку да се надоврзеш? А то би се надоврзал другар Тумбеков. Зошто да не се надоврзам, мајке? Туку не на другарот Никифор Аврамовски, туку на другарот Голаб Сотировски. Може, зошто не? А другарот Форе добро во принцип ја постави работата. Туку другарот Голаб, мислам дека не ја разви, не ја конкретизира, мајке. Мене ми се чини дека не можеме да зборуваме за човекот само како функција, туку и како психологија, па ако сакате и како физиономија. А каков е Момчула Лаперда? Мислам на бившиот другар Момчула Лаперда. Дозволете дека јас најдобро го знам, бидејќи и јас сум виш писар, но на поодговорно работно место. Молам да не се заборави. Нема. Ова Доне нема да се заборави. Молам. Момчула Лаперда, другари пред се, нема изработен, односно испишан рокопис. А второ, Момчула Лаперда паузата за појадок ја прави од полсат на сат. Трето, Момчула Лаперда обавува приватни разговори со службен телефон и тоа на работно место. Четврто, Момчула Лаперда никогаш не останува до крај на предавањата по народна одбрана и цивилна заштита. И петото, другари, Момчула Лаперда не остава својата законска другарката Мимоза Пајмајковска да се активира и афирмира во женската и другите политичко-обштествени организации. Изнесувајќи го се во ова редум по точки, јас прашувам, другари, каков е ликот на Момчула Лаперда, односно каков е ликот на работниот човек Момчула Лаперда. Дозволете од името на сите вас, слободен сум да констатирам, никаков, мајке. Благодарам. Молам, констатирам дека другарот Доне Пројковски
го заврши својот говор. Друг молам, ќе бараш ли и ти збор, другар Силјане Атанасовски? Не барам. Како? Ама што ми давате, ќе го земам. Зборот доход не прави. Тешко кој го нема, мислам на доходот. Кога ти даваат доход, ред е да го земеш. Кога ти дава збор, пак е ред да го земеш, може ќе ти притреба секакви времиња минат. Го земам, значи, зборот што ми го даваш, другар Тумбеков. Ама, не знам што да правам со него. Зборот го имам, парите ги немам. Што да кажам, што? Освен како Маркса, дека човекот е севкупност на општествените односи. Тоа сите го знаеме, па сепак, еве како момчула го исклучуваме од севкупноста на тие општествени односи. А зошто? Затоа што ни бркнал во джебот. Колку што сваќам јас, джебот е дел од облеката, не од човекот. Ми останува значи да го коригираме Маркс и да кажеме дека не само човекот, туку и неговата облека, а особено джебот е севкупност од општествените односи. Така поставено, прашањето со момчула е јасно. Кој тебе по джебот, ти него по раката. Тоа беше мојот збор, другар Тумбеко. Сакаш прими го, сакаш враќај го, јас можеме и без него. Браво, браво, браво. Констатирам дека искажувањето на другарот Силјан Атанасовски е примерно со акламација. Молам, другари. Да, момчула Лапер да стани. Признаваш ли дека си ги отворал ковертите со платите на службениците од Општинскиот суд? Признаваш ли дека си земал пари од ковертите со платите на службениците од овој наслов? Признаваш ли дека си присвоил сума од 400.000 стари динари на штета на своите колеги, односно работни другари? Признаваш ли дека тоа си го сторил во време на службено ноќно дежурство, кога всушност си бил задолжен да го чуваш имотот и угледот што ни е доверен од народот? Констатирам дека момчула Лаперда, бивш виш писар во оваа висока установа и досега неосудуван, ги признава горе наведените наводи и според тоа е готов да одговара за нив во смисла на нашите позитивни прописи. Кој бара збор, молам? Сакам да прашам. Да, Форе. Сакам да прашам дали момчула Лаперда, отварајќи ковертите со плати и земајќи овде помалку, онде повеќе од личните доходи на службениците, дали на тој начин сакал да изврши субјективистичка и насилничка прераспределба, поточно корекција на личните принадлежности на службениците при ова висока установа, како што повеливте да се изразите, и дали, доколку не ми се одговори позитивно, можам да сметам дека позитивно ми се одговори. Сметајте, другар Форе, дека сте добиле позитивен одговор. Друг, молам? Благодарам. Молам. Друг. Дали? Да. Сакам да прашам. Дали по таков начин момчула Лаперда сакал да изврши насилничка и субјективистичка урамниловка во личните примања, што е неодрживо по нашите денешни сваќања за прераспределбата и наградувањето на трудот? И дали, да се послужам со зборовите на другарот Форе, упорното молчење на момчула Лаперда можеме да го сватиме како негово неопозиво признание или потврден одговор? Можете, другар Голаве, сметајте дека сте задоволен во одговорот исто како и другарот Форе. Друг, молам? Јас. Другарот Гоне Пројковски. А барам да се земе како тежителна околност тоа што момчула Лаперда, мојот бивш колега и бивш виш писар, според тоа, оштетувајќи ги личните примања на народните службеници на овој општински суд, односно висока установа, ги поштедил при тоа единствено чистачките и портирите. А домајќи не бара извинение за тоа, туку нагласувам, барам да се земе како отежителна околност. Констатирам дека е прифатено барањето на другарот Гоне Пројковски како умесно и во целост. Друг, молам? Силјане? Јас би поставил едно прашање, се разбира ако може. Може.
Зошто, например, момчула Лаперда, во насилното одземање од личните примања на службениците од оваа установа, како што го квалификувавте неговото дело, зошто момчула Лаперда одел на сумата 400.000? Зошто токму на неа? Ни повеќе, ни помалку, туку токму 400.000 динари. Би сакал на тоа да добијам одговор, например. Жалам, другар Силјане Атанасовски, но ова прашање останува без одговор. Меѓутоа да се надеваме дека во понатамошната постапка ќе биде разјаснето и тоа. Ако дозволите, другари, јас би заклучил. Со оглед на земајќи го предвид фактот врз основа на бидејќи точката став тој од позитивниот пропис, констатирам дека момчула Лаперда, син на Аврам Лаперда и Дремуша Мрсолкова, стар 45 години или 4,5 децении, од кој 25 години или 2,5 децении во ослободена татковина. Оженет за мимоза Тепајмајковска, домаќинка и пол, со стан на улица 242, број 8, до молитвениот дом, службеник, виш писар во тукашниот општински суд и досега не осудуван. Другари, за да се избегне евентуалното префрлање за пристрасност и субјективност, овој форум го препраќа на повисока надлежна инстанца случајот на гореспомнатиот момчула Лаперда. Кусета! Ти ли си то? Момчула, кој ви река, момчула? Што ви река, што правиш ти тука? Новој брег на воздишките, не сум те видел кој знае од кога. Еве, се рекреирам. Дишам. Не спијам покладно, па ајде рекол да слезам до рекава. Се рекреираш? Рибариш? Убаво Бога. Убаво, ама, а рекава замрзнала. Кој знае од кога не патила мраз? Може би од последната војна. Ајде сега најде се. Баш кога си решил да патиш рибчиња за чорбичка. Добри се за чорбичка. Убави. Ама без среќа сум. Јас се патам за нешто, јас се мрзне, јас се суши, раката да не ми се суши. Еде, Косита, се не бива така, не колни. Не си ни единствениот, ни последниот. Има и полоши од тебе. Што да речам јас. Прав си, момчула. Кога дојде, ти да ме тешиш. Ама јас не се плачам. Не. Така си зборувам, си го чешам јазикот. Констатирам, што би се рекло. Седи, де. Седи. Седи.
Сега се спира, Еве го. Чекай, по-половинче. Така. Убаво, добро обесен, отколку лошо оженет, рекол Шекспир. Го подпишувам и јас, ти не мораш. Не си дотеран дотамо. Тој Шекспир или жена му останала вдовица? Не знам, момчула. Толку ум не носам од гимназија. Па добро, не е важно, се едно. Се знае. Да, одалеку од срцето, одошто од главата. Неправедна конституција, непромислена. Што се пофалиш? Колко закажување пак има нешто, ама за фалење баш ништо. Ништо. Без среќа си изгуби златна службичка. Си изгуби златна женичка. Си изгуби златна платичка. Си изгуби златна куќичка. Си изгуби златна живеачка. И се од тој пусти мерак за уште позлатна живеачка. И се од тој пусти мерак по уште позлатна живеачка. И се од таа пуста желба да се има повеќе од што може да се стане. Од тоа косита се. Ама табаните остануваат голи ако ти е куса чергата, момчула. Го знам тоа косита се. Сега го знам, ама кој да ги сети, далеко било од главата. Да, далеко од главата. Далеко. И се за тој пуст стандард не најде да. Така е, косита се заради тој стандард. И малку ме она стан, туку си она дандар по него. Што ќе правиш сега, де? Ништо. Ги влечкам табани ме помразов. Заказна што ми изгледа од чергата. Обчеството помене, јас по табаните, да видиме до кога. Не знам до кога ќе можеш така, момчула. Само знам дека табан, образ нема. А без табан, сакам да кажам, без образ не се живее. Колку толку, каков, ама да го имаш барем за една платичка. Јас образ немам, косица се. И образот ми се стори табан, од срам, не смеем веќе ни со луѓе да се видам. Се талкам вака по пусти места, по стари места, некоја што биле живи, некоја што живееле. И јас и тие. А во градов, да видиш, има повеќе места, се повеќе места такви има. Се сеќаваш и за ова место. Горната, руската плажа, како што ја ги казне. Овде се научивме да пливаме, овде се научивме да љубиме, овде се научивме да му се начудуваме на животот и ништо ни ни беше што бевме голи, што немавме ни стан, ни стандард, ни жена, ни плата, ни права, ни должности, ни функција, ни признанија. Каде е тоа време? Каде? Во костите на сланата, момчула, само таму е останата. Што ти такна да се сеќаваш на тоа време? Остаje го, не се враќа. Најубаво е она време во кое си, во кое живееш. Така ни зборуваше професорот по филозофија. Ама умре кутриот. И да не го речеше пак, че умреше. А јас никако не можев да ја сварам таа филозофија. Ќе помислам дека сум ја сватил, се некој црв ќе ме подјаде, ќе си речам, така е, ама и не е така. Да е така, не ќе има поплака, а еве ја има. Заради ти немаш на што да се пофалиш. А ќе заборав да те прашам, како е на работа? Па, така, и вака.
се тера некако, се тера. Примивте ли некој на моје место? Не! Произлезе дека не требало. Знаеш како? Резерви. Доне Пројковски се напати со таа работа. Му зголемивме платата и политика, знаеш. Мајчин Доне, испишан рокопис и отркан момок. Кој како ќе си се знајде? Испишан рокопис и отркан момок. Да. Па да не се задржувам повеќе. Може би реката ќе се одмрзе, па да фатиш уште малку рибчиња за чорбичка. Не! И јас. Ма јас само така. Јас колку за занимација, не ми е за чорбичка. Си имам платичка. Момчула! Чекај, застани! Чекај да се разделиме како луѓе. Да се стоплиме. Ли го тупне жената в джеп. Знаеш, пат, ступ, маш. Да се стоплиме. На, че. Зърни се. Фала, косита се. Другар, косита се. Ако сега не кажам дека најдобро е она време во кое си, никогаш не ќе кажам повеќе. Бистро, момчула. Свадьба болеќа, та-на-на-ни-на, на-ни-на-ни. Пандиш-пан, свадьба болеќа, и-рай-ра-ри-ра, и-рай-рай-ра, и-рай-ри, и-рай-ри, и-рай-ри-ра, та-рай-ра-ри-ра, та-ни-ни-рай-ра.